Едва и 30% од граѓаните во економски ризик можат да планираат одмор. Останатите сакаат, но платите никако не им дозволуваат летување, вели статистиката на Европската конфедерација на синдикати. За нашиот синдикат ова е уште една жална потврда за работничкиот стандард кој се провлекува со децении, без притоа позначајно нешто да се промени. Оние кои што се ниско платени гранки, јас верувам дека работниците можат само да импровизираат годишен одмор. И верувам дека негде, кој што кажавме и претходно разговаравме, дека 70% немаат шанси да одат на годишен одмор, бидејќи во одредени фирми најверојатно многу тешко и К15 ќе се исплати, без разлика што е задолжително да ја исплатат со оние минимални приходи кои што ги имаат, а поготово во текстилната индустрија. Не можат крај со крај во месецот да истерат, а камоли да размислуваат за годишен одмор. Иако некои туристички агенции оваа година понудија значително пониски цени за добри дестинации, тие и понатаму за најголемиот дел остануваат недостапни. 7-дневен аранжман изнесува околу 100 до 150 евра во Албанија. Во Грција се качуваат цените околу 200 до 250 евра, во Бугарија исто до кај 250 евра. Поскапите дестинации се разбира тие што се со чартери, со авиони, како Турција, Анталија, тие изнесуваат од 350 па 700-800 евра по лице. Дали 200 евра по човек е скапо за одмор со сегашните плати? Па мислам дека се прескапи. Со оглед на тоа какви се платите во Македонија, да, прескапи. Многу е, мора да штедеш за да отидеш некаде. Мачно е, тоа ќе кажеш. Фамилиарни луѓе со деца е многу тешко. Не знам како е сега во криза ситуација, тешко за сите. Овие размислувања ја потврдуваат реалноста во чија насока државата оваа недела дели 4200 ваучери од по 6000 денари за домашен туризам. 4000 срекници некаде и ќе заминат, но тоа е премал број за да се намали огромниот процент на платежно неспособни граѓани за заминување на одмор. Од друга страна не е добра состојбата и со граѓаните од земјите во Европската Унија. Синдикалната статистика вели дека 1 милион бугари не можат да заминат на море со сопствени пари. Тоа не можат да го сторат ниту 43,2% хрвати, 43% од грците и 40,1% од романците. Во земјите од Европската Унија има 35 милиони сиромашни работници кои на одмор не заминале речиси никогаш, стои во анализата на Европската конфедерација на синдикати.